Добар ден, гостин во студиото на Радио Слободна Европа, економскиот истражувач Бранимир Јовановиќ од левичарското движење Солидарност. Добар ден. Јовановиќ, може ли да ни образложите кои се вашите политички и економски погледи, кој е вашето политичко верује? Јас се залагам за хуманизација на општеството, што значи за демократија, за слобода, за социјална правда, за борба за обесправените, за равноправни права, за борба против дискриминација по било која основа, за антинационализам, за наднационализам, за секуларизам, тоест одвојување на црквата и религијата од државата, за тоа дека парите не смеат да бидат поважни од луѓето, и за тоа дека луѓето во своето действување не треба да бидат првенствено водени од своите лични интереси, него треба да размислуваат секогаш и за интересите на другите, тоест за алтруизам, а не за егоизам. За мене ова се левичарски ставови, но секако името не е толку важно, важно е какви се тие ставови. Што се економските, што во економски поглед, или еве да го сумираме тоа, како да поголем економски раст со ваквите ставови? Прашањето за економскиот раст е сложено и не знам колку имаме време сега убаво да го образложиме, но една важна поента што сакам да истакнеме, ако размислуваме за економските политики што се водат во оваа држава во овие 25 години, една константа е верувањето дека може да се дојде до економски раст преку странски директни инвестиции. Моите истражувања покажуваат дека странските директни инвестиции не се толку важни за растот и дека политиките за привлекување странски директни инвестиции едноставно не вродуваат со плод. Така што мислам дека првото што треба да се направи за да се овозможи повисок економски раст е да се напушти тоа верување дека растот ќе дојде само преку странски директни инвестиции. Добро, и на што треба да се базира? Растот треба да се базира на две работи. Тоа е прво, поддршка на приватниот сектор од страна на државата, и второ, трансформација на јавниот сектор, тоест на државниот сектор, од сервис за задоволување на партиски интереси во сервис на граѓаните. Како растот да биде рамномерен? На тоа е што го викам, растот треба да биде квалитетен, тоест треба да биде добар, што не беше случај кај нас во последно време. Ако имате добри политики, кои што ќе бидат, да кажем, таргетирани кон вистинските дејности, тогаш ќе имате и раст кој што е рамномерен. Сега, да бидам малку по-конкретен. Што е проблемот конкретно во македонската економија, кој веќе спомнавме нееднаквоста? Еден од проблемите е што економскиот раст е движен од дејности кои што или имаат некаква си пазарна моќ, тоест олигополска или монополска пазарна позиција, или пак се дејности во кои што, тоест не или се дејности, него се дејности во кои што работничките права се ниски, тоест генерално во македонската економија работничките права се ниски заради што имате експлоатација на вработените од страна на сопственици на капиталот. Најдобра илустрација за тоа се двете дејности кои што го движат економскиот раст во последниве неколку години, тоа се градежништвото и индустријата, каде што средствата на вработените пораснале за околу 15 до 20% во последниве 4 години од 2010 нааму, за разлика од профитите на сопствениците на капиталот во тие дејности кои што пораснале за 100%. Тоа се случува затоа што имате ниски работнички права, што возможува профитите да бидат зграбчени од страна на капиталистите. Државата мора да биде тој корективен механизам кој што ќе зима од побогатите и ќе дава на посиромашните, затоа што нееднаквоста е проблематична, нееднаквоста генерира проблеми. Како прво, нееднаквоста го намалува економскиот раст на долг рок, како второ, нееднаквоста води до порасти на сиромаштијата, тоест сензитивноста на сиромаштијата во однос на растот на економскиот раст се намалува во услови кога нееднаквоста е голема. Како трето, нееднаквоста го нарушува основниот демократски принцип дека луѓето имаат еднакви можности да успеат во животот. Ако се раѓате како сиромашен, многу се мали шансите да успеете, и тоа не е само случај во Македонија, тоа е случај сегде во светот. Значи, нееднаквоста генерира го нарушува основниот принцип на слободата, луѓето да имаат еднакви можности да успеат во животот. Следен проблем со нееднаквоста е што таа го нарушува принципот на демократија, тоест завршува плутократија. Наместо владење на народот имате владење на богатите, затоа што тие се помоќни. И рековте дека редистрибуцијата што ја прави државата
односно дека нееднаквоста ја загрозува слободата и дека затоа треба да интервенира државата. Но сега што е со слободата на оние што заработиле повеќе пари? Нели ги казнува државата на тој начин најспособните? Не ги казнува воопшто. Мислам, дали ги казнува во Америка, например, дали ги казнува во Германија? Во Германија најбогатите луѓе, тие што собрат највисоки приходи, плаќаат 47% од своите приходи на државата. Се жалат и дека се казнети. Се жалат во Америка фирмите кои што плаќаат 44% корпоративен данок? Не. Така што не гледам зошто и во Македонија би било поинаку. Како гледате на проектот Скопје 2014, затоа што во Македонија јавната потрошувачка е стимулатор на економскиот раст? Па не, мислам, се трудам да не размислувам воопшто на Скопје 2014, затоа што кога размислувам ми се плаче. Тоа е една трагедија за која што луѓето стануваат се повеќе свесни и меѓутоа она што значи како прво дефинитивно тоа е лоша влада, тоа е лошо трошење и тука нема дилема. Тука мислам дека скоро сите се согласуваме. А она што е опасно е да се направи знак, да се постави знак на еднаквост меѓу ова трошење што го имаме ние моментално од страна на државата со тоа како може да изгледа било кое трошење од страна на државата. Значи, ако моментално имаме лоша држава и лошо трошење од страна на државата, тоа не значи дека тоа секојаш треба да биде така. Едната реакција за надминување на проблемот со лошо трошење на државата е кратење на државата, значи намалување на улогата на државата. Тоа според мене е лошиот одговор. Добриот одговор е трансформација на државата во вистински сервис на граѓаните. Значи државата треба да троши, ама треба да троши на вистински работи. Сега ќе ви кажам неколку примери кои што ги имам. Може ли државата да одлучи да троши на вистински работи ако вистински работи и за мене и за тебе се различни работи? Па кажете ми дали за вас се вистински работи ако државата инвестира во повеќе градинки. Ја мислам дека за скоро сите луѓе во оваа држава тоа е така. Дали за вас се вистински работи ако државата инвестира во патишта? Мислам дека за сите е тоа така. Дали се вистински работи ако државата инвестира во хидроцентрали? Но дали тоа е најефикасното трошење на државата? Тоа треба да се утврди. Јас само сакам да ви наведам дали може државата да утврди? Може, се разбира дека може. Како што утврдил секојаш во светот. Државата, цивилизацијата така се развива што државата едноставно мора, сегде се развивала така што државата мора да ги обезбеди основните работи за кои што државата постои, да не ги набројам сега. Во голем дел од прашањата за лични права и слободи, за колективни права и слободи се согласувате со вашите опоненти, со либертаријанците. Главната разлика вие во економските погледи. Нивната идеја е дека ако има пари за богатите, ќе има пари за сиромашните, затоа што тие ќе... Тоа не се покажува, мислам, најдобар пример ви е Македонија, да не одиме подалеку. Во Македонија, во последниве, од 2006 до 2010, учеството на најбогатите луѓе во вкупниот доход е зголемено од 6% на 12%. Значи, имате неверојатно богатење. Дали имате зголемување на вработеност? Воопшто немате зголемување на вработеност, воопшто немате намалување на општествените и социјалните проблеми. Тоа едноставно е базирано на погрешна идеологија. Тоа е кога економските предлози не се издржани со аргументи, него едноставно се заслепени од идеолошки причини. Никаде во светот тоа не се покажува. Традиционално постоеше верување во економијата меѓу економистите дека постои трейд-оф помеѓу ефикасноста и праведноста. Тоа се вика equity efficiency trade-off. Значи ако имате поголема нееднаквост, ќе имате повисока економска ефикасност, затоа што богатите нели отварат работни места што вие го предлагате, но цената е нееднаквоста. Меѓутоа во последно време имате толку истражувања кои што покажуваат дека тоа не е така. Дека всушност за да имате економски раст и за да имате одржлив економски раст, потребна е еднаквост. Растот кој што не е равномерно распределен не е долготраен. Кога тогаш завршува со криза и води до криза. Едноставно само раст кој што е равномерно распределен е одржлив раст. Е добар раст. Кога би имале моќ на одлучување, што се првите работи што треба да се направат во Македонија? Прво, мора да се реформира системот на социјална заштита. Значи да се зголеми социјалната помош и да се таргетира подобро. Да не влегувам во детали. Втората работа е даночна реформа. Мора ние да го надминеме овој систем на регресивни даноци, во кои што најсиромашните плаќаат 35% од своите доходи на државата, а најбогатите плаќаат само 12%. Мораме како сиот нормален свет да уведеме систем на прогресивни даноци, каде што најсиромашните ги плаќаат помалку од тоа што го плаќаат најбогатите.
на пример Германија. Во Германија најсиромашните плаќаат 20% од своите приходи на државата, а најбогатите, како што кажав, плаќаат 47%. Третата работа е, за да бидат овие работи прифатени, тоа е за и богатите да прифатат дека треба да плаќаат повеќе даноци, како што е тоа во Шведска или во Германија, треба да имате темелна трансформација на јавниот сектор, она што ја постојано го нагласувам. Сакам да нагласам дека јавниот сектор и јавната администрација се две различни работи. Значи јавниот сектор е и болници, и градинки, училишта, јавни ВЦ-а, патишта, све е тоа јавен сектор. Чистење на паркови, чисти улици, све е тоа јавен сектор. Значи мора да имате трансформација на тој јавен сектор од сервис за задоволување на партиски интереси во сервис на граѓаните, за задоволување на интересите на граѓаните. Немам повеќе време да навлевам во детали што подразбирам по-конкретно како тоа да се изведе. Четвртата работа е, за да нема само пренасочување, прераспределба на доходот од богатите на сиромашните, тоа е за да нема само редистрибуција на колачот, него и да имаме изголемување на колачот, потребни се стимулативни мерки за економскиот раст. А тоа е пред се државни инвестиции во инфраструктура. Ние имаме толку лоша инфраструктура. Погледнете само какви патишти имаме. Ние немаме хидроцентрали, речниот потенцијал е неискористен. Немаме иригациони системи и милион други примери. Све се тоа сегменти каде што државата може да интервенира, може да инвестира. И петиот столб е државна помош за приватни инвестиции. Причината зашто ние немаме приватни инвестиции, домашни приватни инвестиции кај нас е тоа што немаме идеи и нема иницијатива. Главната причина за тоа е лошиот образовен систем. Значи мора да има трансформација на образовниот систем. Ова влегува и во што каже претходно, трансформација на јавниот сектор. Втората причина е што имате луѓе кои што имаат идеи, но немаат пари за да ги реализираат тие идеи. Банкарскиот систем не е ефикасен, не прави мечирање меѓу тие две групи на луѓето и државата тука може да интервенира така што ќе отвори државен инвестициски фонд. Освен што ќе придонесува за да се мечираат овие луѓе, државата може директно да ги помага луѓето да инвестираат. Како што е тоа всушност секаде во многу земји во светот. Значи државата да им дава финансиска подршка на луѓето за да инвестираат, например преку сопственички удели. Ако некој човек има идеја и го презентира тоа на државата ќе му каже ќе те финансираме, но ќе бараме удел во сопственост од 50%. И многу други такви модалитети. Значи мора да има подршка од државата на приватниот сектор. Мора да има соработка меѓу овие два сектора. И за крај, Јовановиќ, имате ли политички амбиции и вие лично и движењето како Солидарност како движење? Политички амбиции дефинитивно, со тоа што сакам да нагласам дека политиката треба да се свати како влијање на јавната сфера. Политиката е се оно што се однесува на јавниот сектор. Така што дефинитивно и јас и Солидарност имаме политички амбиции, веќе сме инволвирани во тоа. Јас лично немам амбиции да бидам, да кажам, некој си економски или било каков двигател, фактор во државата, тоест не претендирам да бидам министер или било што, и тоа би било тоа.